Дури откако се известени овие друштва дека се злоупотребени податоците на лицето со попреченост и по петти пат во друштво во кое било еднаш направено ваквото противзаконско дејство, уште еднаш е одобрен ваков кредит. Ние уште сега при постапување некои од проблемите ги детектиравме. Прво, да не се дозволи онлайн апликација. А второ, ова што ви го велам, да не се овозможи средствата да се исплатат освен на трансакцијска сметка. При користење на кредитот, обавезно друштвата да се должни да го утврдат идентитетот на лицето кое пристапува. Може би најтрагичен е случајот со украден идентитет на лице со попреченост. Мајката на лицето кое е жртва на ваквите постапки на несовесни и неодговорни граѓани се обрати два пати до Народниот правобранител и ние отворивме постапка. Се разбира и за другиот случај, и за сите случаи, десетина кои се вкупно на број. И ние се обративме до надлежните институции, прво до Министерството за внатрешни работи, бидејќи во представката родителот на лицето со попреченост наведува дека се има обратено, односно го има пријавено случајот до Министерство за внатрешни работи. Алармантна е ситуацијата во крадење на идентитетите, односно крадење на личните документи врз основа на кои се аплицира за добивање на вакви брзи кредити, без да лицата знаат што се случува со нивните лични исправи, лична карта или патна исправа. И они дознаваат само кога ќе им тропнат на врата дека се задолжени и дека истекол рокот за враќање на кредитот кој наводно го имат искористен, односно добиен. Тоа особено е важно да се напомене дека најчестите злоупотреби, значи од ваков тип, значи се случуваат од страната на блиски лица, дали станува збор за лица од потесно или пошироко семејство, како и од соседи, соработници, колеги од на работа и така натаму. Луѓето за да направат одредена услуга на комшија, сосед и така натаму, даваат своји лични податоци, своји трансакцијски сметки, нели со цел да се изврши услуга, парите да легнат на сметка на лицето кое што нели ја прави услугата во моментот, меѓутоа отом потом тие луѓе понатаму дознаваат дека се баратели за кредит и нели нормално треба да го вратат кредитот кон финансиското друштво. Во постапувајќи по представките, ние се обративме и до Министерството за финансии, надлежен орган кој врши надзор во работењето на овие друштва. И одговорот, за жал, не ги задоволува нашите барања, бидејќи они се ограничуваат само на фактот дали финансиското друштво ги почитува прописите во однос на финансиското работење, но не и на начинот на исплата на кредитите. Ние сметаме дека Министерството за финансии како надлежен орган треба да ги провери сите можни действија кои ги превзема една финансиско друштво во текот на работењето и не може да се дозволи едно финансиско друштво без почитување на прописите да користи издавање на кредити, често пати и на лица кои всушност имаат лажен идентитет, односно украден идентитет од вистинските граѓани и лица.
Лично сметам дека кај нас е преголем бројот на ваквите друштва, бидејќи едно друштво регистрирано има 30 филијали. Само во Скопје има по 20-30 пункта само во Скопје. Да не зборуваме низ целата земја. Значи 35 вакви друштва помножено со негде 100, многу е. Тоа е едно. Второ, големиот број на ваквите друштва пак е индикатор дека условите за основање и функционирање на ваквите друштва е многу лабав. А кога имате такви лесно исполнети критериуми кои ги бара законот, тогаш се разбира дека ќе се најдат и субјекти кои се лакоми за профит и да доаѓаат до вакви ситуации.